Американскиот председател Барак Обама изјави дека неговиот руски колега Владимир Путин на европското единство гледа како на закана и затоа се обидува да го поткопа. Притисокот врз европската политика, начинот на кој напредува екстремно десничарскиот национализам и степенот со кој се поткопува распадот на европското единство се само некои од случаите што се експлоатирани од некој како Путин, изјави Обама во интервју за CBS, наведувајќи дека се обидувал да го разувери рускиот лидер во неговото верување дека НАТО и Европската унија представуваат закана. Мислам дека тоа е грешка. Јас му укажував дека всушност силна и обедината Европа која работи со силна Русија е вистинскиот рецепт. Досега тој се уште не е целосно убеден во тоа, рече Обама, зборувајќи на крајот од неговата посета на Европа, за која оцени дека се соочува со решавачки момент во врска со мигрантската криза и заканата од исламскиот тероризам, и затоа треба да покаже поголемо единство. Претходно Обама во говорот во Хановер изјави: на целиот свет му е неопходна силна, просперитетна, демократска и обединета Европа. Овој негов апел следуваше поминато неделниот во Лондон против евентуалното излегување на Британија од Европската унија. Обама го спореди, како што рече, денешниот просперитет со војните и тешкотиите на минатиот век, оценувајќи дека силните врски меѓу Европа и Соединетите држави се уште поважни во време на сегашната брза глобална интеграција. Тој исто така побара од членките на Европската унија и НАТО целосно да придонесуваат во алијансата, наведувајќи дека Европа понекогаш е безгрижна за својата одбрана. Тој најави дека на НАТО самитот во јули во Варшава ќе инсистира на неопходноста сите членки на алијансата да ја преземат одговорноста за безбедноста. Обама исто така ги повика европските лидери да ги задржат санкциите против Русија во врска со нејзината улога во конфликтот во Источна Украина. Американскиот председател најави за јакната НАТО улога во Полска, Романија, Балтичките земји, како и во врска со, како што рече, заканите од неговата јужна страна. Најавувајќи распоредување на 250 американски војници во Сирија, тој рече: токму сега најитна закана за нашите народи е милитантната група Исламска држава. Тоа е причината зошто ние сме обединети во нашата решеност да ја уништиме. Во Хановер беше одржан и состанок на лидерите на Соединетите држави, Германија, Италија, Британија и Франција. Тие ги повика НАТО и Европската унија да соработуваат во контролата на бранот мигранти од Либија. Според италијанскиот премиер Матео Ренци, Обама се согласил со планот за НАТО патроли кај брегот на Либија за да се спречи активноста на шверцерите на луѓе и да се намали бранот мигранти во Европа. НАТО веќе води поморска операција во Егејско море во борбата против шверцери на мигранти меѓу Турција и Грција.